одржување на научната трибина за животот и делото на Гоце Делчев во колективната меморија на македонскиот народ во организација на Социјалистичката партија на Македонија не е случајна. На ден спроти 148-та годишнина од неговото раѓање, таа е испровоцирано од актуелните збивувања внатре во нашата земја и надвор од неа, од некои загрижувачки процеси и појави што се случуваат со подпишувањето на договорите за добрососедство и соработка со Република Грција и Република Бугарија. Особено загрижуваат документи што ги усвои Бугарскиот парламент и Бугарската академија на науките, со кои се негира идентитетот на македонскиот народ и неговата историја. Аденовиве и високи политички раководители на бугарската влада го злоупотребија нашето достопринство и на дрзок и безобразен начин ги искажа големобугарските аспирации со негирање на нашата историја. Во рамките на големобугарските аспирации кон Македонија се негира и националниот идентитет на корифеот на македонската револуционерна борба за самостојна и независна Македонија Гоце Делчев, што е врв на цинизам на бугарската политика и наука. На вака изразените големобугарски аспирации и остварување на сонот за голема Бугарија, Социјалистичката партија на Македонија, водена од наследството што и го оставија македонските социјалисти во историјата на македонскиот народ, не може да остане нема, равнодушна и глува и соодветно да реагира. За Гоце Делчев, за неговиот живот и дело во минатото, се напишани бројни книги, томови, биографски записи од бројни истакнати личности во нашето револуционерно минато, негови соборци, историски истакнати современи научни работници во историската наука, опеане во литературата и во народното творештво и други видови на публикации, со што се бројува како најмаркантна историска личност во национално-ослободителното дело на македонскиот народ. Прилог кон сето ова се и трудовите сместени во оваа книга на нашите денешни истакнати професори и доктори во историската наука, за што Социјалистичката партија на Македонија им е крајно благодарна. Социјалистичката партија на Македонија особено е загрижена за односот на некои личности од историската наука во Република Македонија, кои прифатија да разговараат и преговараат за приспитување на одделни настани и личности од историја на македонскиот народ, што е своевиден преседан и девалвирање на собствената историска наука, во која го оградија своето учество бројни еминентни историчари од постојањето на македонската држава. Со одржувањето на оваа трибина, како и претходните две за животите и делата на Димитар Влахов и Васил Главинов, Социјалистичката партија на Македонија го продолжува континуитетот во својата грижа околу негувањето на револуционерните традиции и одбележувањето на историските личности кои се вградиле во темелите на современата македонска држава. Идејата за одржувањето на оваа трибина произлезе од нашиот председател Љубисав Иванов Дзингу, кој од оправдани причини денес не е во можност да присуствува на трибинава. Ви ги пренесувам неговите поздрави за успешна и плодна работа. Според програмата која што имаме составено, воведничар ќе биде професор доктор Михајло Миновски, чија што тема гласи, како што гласи и трибината, животот и дело на Гоце Делчев. Професоре, повелете. Почитувани присутни, еве ова прилика по повод на 148-та годишнина од раѓањето на Гоце Делчев, ние организираме научна трибина да покажеме дека Гоце Делчев и македонската историска наука продолжуваат со одбележувањето на оние што се значајни настани од поновата историја на македонскиот народ. Да покажеме како историска наука дека Гоце Делчев е само македонец, дека нашето историско минато било и е само македонско. Владата на Република Македонија со подпишувањето на договорите со Република Бугарија на 1 август 2017 и со Република Грција на 17 јуни 2018 година
ги прогласи за ништавни сите вредностни постигања на македонската современа историска наука, на генерациите наши научни работници, професори и академици, Љубен Лапај, Блаже Коневски, Александар Христов и секако и другите. Владата документирано им потврди на двете договорни страни дека сето време на изминатите 7,5 децении нашата историска наука крадела туѓа и создавала лажна македонска историја. Со договорот со Република Бугарија и со договорот со Република Грција, владата се обрза да ги исправи историските неправди, нанесени да го поврати присвоеното бугарско на Бугарија, елинското на Грција, спроведе менување на уставот за бришење на уставното име на Република Македонија, а со тоа и на историскиот и државен континуитет на Република Македонија. Продолжува со одмакедончувањето на нашето милиенумско историско, политичко и културно минато, под формулацијата за заедничко минато со бугарскиот народ, истото се бугаризира. Според тоа, светите браќа, Кирил и Методий, Климент и Наум биле бугари. Средновековната македонска држава, Самоилото царство, било бугарско. Сите македонски преродбеници и револуционери биле бугари. Окупирањето на Македонија во време на Балканските и двете светски војни не била окупација, туку ослободување. Во Република Бугарија нема пирински дел на Македонија, нема македонци, нема македонско национално малцинство. Со вториот договор, владата прифати и потврди дека приморскиот дел на Македонија секогаш бил и е грчки, дека немало и нема македонци, дека нема македонско национално малцинство во грчката држава. Во двете владини комисии за спроведување на преземаните области со договорот има ангажирани историчари да посведочат историска заснованост на веќе прифатеното со двата политички антимакедонски договори. Во двата случаја тие се таму за да посведочат дека нашата наука ја крадела историјата и на двата народи, и на бугарскиот и на грчкиот. Во случајот со Бугарија во моментов се во застој нивните договарања за Гоце Делчев, дали тој бил, односно бугарин, или споделена историска личност. Ние и денес, на ден пред годишнината од Делчевото раѓање, на оваа научна трибина, го откриваме Гоце Делчев како личност кој одбележа епоха во поновата историја на Македонија, на македонскиот народ и на македонската нација, го определува неговото епохално дело во перспектива на времето што предстои. Рефератите се отпечатени, затоа повеќе ќе се осврнем на некои посуштествени моменти. Делчев бил одбран уште во 1892 година да предводи договорената тајна македонска револуционерна организација. Во организацијата влегол по завршувањето на военото образование пред крајот на октомври 1894 година, на почетокот на нејзиното организирање, ограничена главно во градовите на Македонија. За само 2 години револуционерна дејност, како учител во Штип, а потоа кратко и во Банск, со само нему својствена моќ да влијае во организацијата влегувале цели села, немало катче во Македонија што не било отпатено. Делчев се издигнал во водечка личност на организацијата. На Солунскиот конгрес 1896 година бил избран за член на Централниот комитет. Од Централниот комитет бил задолжен, заедно со Ѓорче Петров, да изработат устав и правилник на организацијата. Во ноември поднесол оставка на должноста главен учител во Варско, за целосно да се посвети на оперативното раководење со организацијата. Во декември бил ополномоштен за задграничен представник во Бугарија за одбрана на самостојноста и независноста на организација задржувана од бугарската држава преку Софискиот комитет на легалната политичка организација на македонските мигрантски друштва во Бугарија. Комитетот бил основан во март 1895 година, значи непосредно по основањето на организација. Тогаш Бугарија започна специјалната војна
против Македонската револуционерна организација во на време кога беше уште во развојната своја фаза. Делчев со Ѓорче Петров го изработили уставот и правилникот на организацијата од 1896 година, а во почетокот на 1898 и правилникот за четите. Со тој правилник би уредени организацијата, раководењето, намената на четите. Делчев бил назначен за началник, врховен раководител на сите чети или популарно на тајната армија во Македонија. Со тоа била документирана државотворната стратегија и програмата за создавање на македонска држава во османлиската држава. Организацијата со своји органи постепено ја превземала власта од државните органи, народот го заштитувала, управувала и го подготвувала за слободен живот, силно да ја посакува и да се бори за слободата, да се подготвува и да се подготви за долготрајна оружена борба согласно со стратегијата на Делчев. Со така подготвен вооружен народ при поволна меѓународна констелација со револуција да се избори слободата и државна самостојност. Организацијата постанала важен натрешно-политички фактор во Македонија. Европските големи сили определени за одржување на статус-квото на Балканот и од нив повластуваните балкански држави, Бугарија, Грција, Србија, кои тогаш неподготвени за војна за поделба на Македонија, спроведиле координирани акции и други дејства против во подршка на османлиска држава за уништување на македонската револуционарна организација, да се запре оружената борба за ослободување и да се спречи создавањето на самостојна држава Македонија. Во таква констелација бугарската влада одлучила работите во Македонија да ги доведе до посакуваниот исход. Во септември 1902 година бил повикан во Софија Иван Гарванов, кој току-што го организирал својот самопрогласен централен комитет на договор за кревање восстание во Македонија во содейство со Врховниот комитет на генералот Иван Цончев според советите на бугарската влада. Во Софија биле договорени постапката за донесување на одлуката од Централниот комитет за кревање восстание и со недоволно вооружено население. Врховниот комитет веднаш по тоа испратил писма за да ги мобилизира македонците пород офицери во бугарската армија со задолжување дека до 15 јануари 1903 година треба да се јават да учествуваат во ослободување на Македонија. Гарванов, во својство на председател на Централниот комитет, со две писма ги извести едното за граничните представници во Софија дека веќе донесена одлука за кревање на восстание и дека треба да се одржи конгрес, општ конгрес, и од нив се барало само согласно. Со второто писмо, упатено до окружните комитети на организацијата, се известувале дека веќе е донесена одлука на Централниот комитет и дека треба да започнат подготовките за восстанието во Македонија. На советувањето во Софија, што се одржало со присутници македонски дејци некаде од 20-тина, во известувањето добено од Централниот комитет, Воце Делчев најостро се спротивставил и на одржување на конгресот и на донесување на одлука за кревање на восстанието, затоа што тоа би било погубно за македонскиот народ. И во таа констелација се разбира и во степеност на подготвеността на македонскиот народ. Убеден дека и покрај тоа што им повеќето други македонски дејци се изјасниле на советувањето против кревање на восстание, Воце Делчев знаел дека Централниот комитет ќе ја спроведе таа одлука и затоа веднаш заминал во Македонија на терен за да ги превземе потребните мерки за што може да се случи да спречување на восстанието. Во Софија стравувале дека Гоце Делчев со својот голем углед во организацијата и неприкосновениот авторитет кај војводите може ли по донесувањето на решението на окружниот Солунскиот конгрес
дека можел да го попречи кревањето на восстанието во Македонија. Затоа било одлучено да се примени мерката за негово елиминирање, но не како што веќе беше направен обид во 2001 година со атентат, туку со предавство за да истиот во борба со спалинската војска да загине како што и се случи. Гоце Делчев одма по враќањето во Македонија отиде во Серскиот револуционерен округ, таму одржа советување и со раководството, окружното раководство и со воеводите за мерките што треба да се преземе, дури беше закажан окружен конгрес, меѓутоа се разбира пред тоа Делчев се упати за Солун на разговор уште со членовите на Централниот комитет, но доколку тука нема разбирање, тогаш да продолжи договорената акција преку организацијата за спречување на кревањето на восстанието. Рапатот со Солун и се разбира назад беше следен за сето време и прогон мора да кажеме уште тоа дека меѓу другото во Солун отиде и да се сретне со Дане Груев кој што туку што врати од заточени. Очекуваше дека како еден од водечките личности на организацијата заедно ќе можат многу ефикасно, многу брзо да создадат состојна организацијата за спречувањето на восстанието. Меѓутоа, Дане Груев, после она што живеа и помина на заточение, веќе уште таму беше определен за кревање на восстанието и се разделија во овој случај дека порно со боровите на Даме порно ужасен крај од ужас без крај, како што најчесто се вели. На враќање од Солун за Српскиот округ исто така следе. Со придружбата се задржа во Баница, селото Баница, османлиската војска обколи, се разбира селото и во таа борба со османлиската војска, како што знаеме, Гоце Делчев загина. Загинувањето на Гоце Делчев подекна насекаде во Македонија како најголема национална трагедија. И се разбира дека уште да напоменеме додека тој жив беше, се кажува се величаше делото и личноста на Гоце Делчев. За крај, нашето согледување. Гоце Делчев беше организатор, идеолог, предводник на Македонското национално ослободително движење. Личност кој целиот свој живот го посвети на Македонија и на својот македонски народ. Тој со апостолска мисионерска посветеност го посветли, го помири, го обедини македонскиот народ, патриотички, екзархисти, револуционери, социјалисти, револуционери, демократи и така натаму. Го вгради, сади слободарски дух, го охрабри и јавно да ја декларира својата македонска националност. Поединецот да изјавува јас сум македонец. Во свеста сади верба дека може самостојно со оружена борба, со сопствени сили да се бори и да се избори за слободување, за слободен живот во своја самостојна држава Македонија. Во колективната меморија на македонскиот народ, Гоце Делчев е трајно запаметен, опеан како легендарен револуционер, народен предводник, син на мајка Македонија, величен од сите генерации, вклучувајќи еве и сегашната наша најмлада генерација со така наречената нивна химна излези момче урено терас. Тоа е така нашиот благороден народ знае и умее да се одложи на своите заслужени синови. За Гоце Делчев го одреди заслужено место во историјата на македонскиот народ, исто како што и македонската наука тоа го направи. Денес во Република Македонија повторно е деноминиран македонскиот народ, македонската нација е понижена, нашата земја се од македончува. Гоце Делчевата личност и дело се популаризираат во целиот идеал за Македонија на македонците, македонизмот, во перспектива на времето оставнува безвременско. Ако дозволите само уште неколку искажувања, Ѓорче Петров, најмаркантната личност од македонската историја, ретко имаше луѓе кои можеа да се протистават на хипнозата на неговите зборови и поставки. Јас самиот на себе да почувствував многу пати хипнозата
на неговите постави. Делчев и како личност или како војвода беше пред се народен вода. Делчев со својот огромен авторитет во таа средина во организацијата ке го водите и во четите поносеше факелот на моралното влијание. Делчев беше најголемиот представ на типичниот македонски идеализам. Уште русински, Делчев беше божествено олицетворение на учесниците на ВМРО. Него природата го беше создала само за вода на еднодвижни, како беше македонското во неговото време.